Ако референдумот падне, нашите политики тука ќе застанат. Премиерот Зоран Заев повторно најавува повлекување од функцијата и едно од многуте во низа. Само ако опозицијата се приклучила на нивната кампања и како што вели, да не ја пропуштат шансата за европскиот воз. Симптоматично е што владиниот кабинет веќе извесен период како дел од настапите за референдумот и агитирањето на придобивките од промената на името говори за територијалната целовитост на земјата, но и за јакнувањето на безбедноста со членството во големите организации. Сепак премиерот и денес вели, безбеден Балкан значило и безбедна Европа. Како премиер има мандат до декември 2020 година. Ако падне референдумот и не успее, веројатно завршуваме ние со политиките овде. Но зошто би ни била потребата од владење кога ни нема идни на државата наша? Ние нашите одлуки ги донесовме. Европската унија испорача. Ни даде датум за почеток на преговори, тоа е јуни 2019. Исто така и НАТО испорача. После 26 години добивме покана за членство во НАТО. Овој не до крај стабилен и не до крај сигурен Балкан и како ќе биде многу постабилен и многу посигурен со уште една земја членка на НАТО и со уште една земја која што почнува да отвара поглавја во Европската унија. Премиерот на малата демократска земја, како што милува да ја нарекува Македонија, отворено и со сите механизми ја почнува јавната пропаганда за граѓанското изјаснување. Денеска во Друштво на социјалдемократите од Европа на трибина, Македонија гледа напред, миго да се фати возот за Европската унија, уверуваа дека Македонија мора да стане членка на европското семејство, а договорот со Грција носел трајно добро за Западен Балкан. Еве не денеска овде да зборуваме за перспективите на оваа мала пријателска земја која што има амбиции навистина да придонесе во севкупната европска демократија со сето она што го правиме како народ, како нација, како мултиетничко општество, кое што верувам дека ќе биде сериозен, убав допринос во севкупниот развој. Владината информативна кампања власта сега ја споредува со референдумот од 91-та, граѓанското изјаснување од 30 септември 2018 и 8 септември 91 биле едно исто и тогаш и сега Македонија одлучувала за нејзината независност. Сепак признава Заев, таргетот му бил цензусот од 50% плюс 1 од вкупниот број на гласачи од избирачкиот список, за кој бил уверен дека ќе го достигне.